Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, а последната тема во овој утрински брифинг ќе ја искористиме за темата екологија, односно за загадениот воздух. Со мене во студиото е Јасмина Голубовска, Зелен фронт. Добро утро, Јасмина. Вчера кога најави на Фејсбук дека ќе гостуваш денеска, напиша ќе разговараме за смртта и што по неа. Јас велам да разговараме за смртта, но што пред неа. Годишно околу, според проценките светски, околу 8 милиони луѓе починуваат, односно умираат како последица на аерозагадувањето. Нешто слично е состојбата и кај нас, и ние сме дел од таа статистика. Колку е всушност алармантно загадувањето кое сега ни се случува? Последното истражување на европски телевизори мислам дека јасно ни укажа точно и за причинителите како и за последиците од аерозагадувањето. До толку што повеќе бројките се фрапантни, иако мислам дека се можда и помали. Сепак излега дека се навистина големи, меѓутоа ние не знаеме точно што се случува на локално ниво. Имаме различни податоци, затоа што статистичките податоци не ја даваат вистинската слика, а во голем дел и не се собираат. Тоа е генерален проблем на нашето општество, тоа е системски проблем, а не се однесува на статистика само на луѓето кои што заболуваат од конкретни болести, туку се работи за статистика што државата не ја води воопшто во различни области. Може да одиме во делот на криминалитет, може да одиме во било кој дел, немате да најдете вие статистика каква што треба да ни даде точни податоци за тоа што каква е состојбата, да се констатира, па да се развие стратегија, да се развие дебата, па да се стигне до некое решение. Во тој поглед можеме само да шпекулираме, па така и еве во темата со смртта и што пред неа, би било да прво свесно да го согледаме проблем, да видиме кои се недостатоците системски, зошто не можеме да се договориме и да не се шпекулира нели со бројки во однос на престојните избори, затоа што веќе гледаме дека и повеќето чинители или партии го искористуваат овој проблем за меѓусебни препукувања, за поени, за она што се потреби. И редовно е дел од предизборните ветувања. Меѓу другото, тоа е стандардна практика кај нас, искрено тоа не е нешто ново. Меѓутоа, ајде да ја смениме сега, да видиме, да смениме малку што би можеле да смениме во ова општество. Ја спомена свесноста. Така што во Скопје се случија неколку големи протести еколошки, се собраа повеќе еколошки организации како од оној светски тренд Fridays for Future, петоците за иднината кои токму се занимаваат, односно се борат за да се исчисти и аерозагадувањето помеѓу останатите загадувања кои мислите ли дека се зголеми свесноста кај народот за овој проблем? Не мислам дека е баш сега така светла ситуацијата. Да, трендовски сме присутни, меѓутоа би сакала да потсетам дека движењата за загадувањето, особено за аерозагадувањето, започнати многу поодамна. Уште во претходната гарнитура, која што беше уште побрутална, имајќи предвид дека воопшто не сакаше да учествува во никаков диалог во врска со аерозагадувањето. Факт е дека сега младите, односно средношколците кои што решија да оформираат една таква група која што трендовски се врзува за нивните да кажеме врсници во светот, е убаво затоа што во таа генерација ќе има некаква промена, некаков вид на свесност за идните генерации, но она што е тековно не може да се смени со едно трендовско движење, ниту да влијае на целосната свест, имајќи предвид дека ние во Македонија имаме граѓани до кои што не ните опираме, тоа се руралните средини, тоа се помалите градови кои што имаат уште подрастични проблеми, би ги напоменала само селото Лојане или пак би го напоменала Свети Николе, каде што имате во селото Лојане немате питка вода заради стариот рудник таму кој што е загадена со арсен. Свети Николе исто, имате висок број на рак, на луѓе заболени од рак и некои нови појави здравствени со кои што тие луѓе се борат, но тие не стигаат до телевизијата, не стигаат до медиумите, не стигнуваат до јавноста, а не верувам дека ние обратно стигнуваме со оваа порака до нив, затоа што едноставно немаме таква комуникација ниту воспоставено, а ниту имаме таква, да кажам, свесност во однос на политичка култура. Што значи да се биде граѓанин, што значи да се биде
кога сте граѓанин како да заедно собирате да учествувате во да си ги решите проблемите наспроти власти и така натака, затоа што кај нас се помешани работите. Граѓанството е врзано со политичките партии, влијанијата се различни, притисоците се различни, а најголем проблем е сиромаштијата во суштина. И сега ако не се решава главниот проблем, а тоа е сиромаштијата, ние не можеме натаму да тргнеме од да ги решаваме другите проблеми или да очекуваме дека луѓето ќе се занимаваат со аерозагадување. Еден прозрачен граѓанин во својот дом има проблем како да си ги школува децата, како денеска да преживее, како да донесе храна на масата, а камо ли па да размислува за овие. Загадувањето му е далеко на списокот. А уште повеќе што самите медии се константно обседнати со политичките чинители. Значи, ние не гледаме на телевизија експерти, не им е дадено предност на луѓе во Цвети Николе да седнат на маса. Дневно ги гледаме само партискиве лидери. Токму тоа сакам да те прашам, да преминеме на свесноста на институциите, на страна од она на граѓаните и за тоа дали имаат или немаат пристап, меѓутоа институциите сепак се една од најважните алки кога се работи за решавање на овој проблем. Еден од последните случаи е случајот со Дрисла, односно информацијата дека обвинителството решило да не поведе постапка, бидејќи не биле вистина сомнежите кои излегоа, односно кои стигнаа до обвинителството под опрен глас дека се гори медицински отпад отровен. Реагира зелените здруженија. Што е проблемот? Само уште да напоменам дека ние го поканивме и директорот денеска, меѓутоа рече дека не може да присуствува бидејќи не се наоѓа во државата. Добро, еве, ќе да речеме дека веруваме дека тоа се причините за неприсуството, меѓутоа уште во 2017 година имаше истражувачка сторија, особено за селото Батинци, каде што, пак ќе кажам, засегнатоста ние на граѓаните не оставете Дрисла, него ефектите од Дрисла кон селото, каде што многу јасно се виде, каде што општата болница таму, матичната лекарка точно знае каде ги испраќала граѓаните, дека има најголем степен на белодробни заболувања и канцерогени заболувања, особено и кај млади деца. И сега кој имате вие еден таков податок кој што доаѓа од општ лекар кој што работи секојдневно таму со населението, потекнува од таму, населението ви кажува дека не садат повеќе, дека водата им е загадена целосно, дека почвата, дека Дрисла ги загадува подземните води и надземните води, она што се испушта таму тие не знаат, меѓутоа нешто се случува затоа што биодиверзитетот повеќе од јасно се променил во текот на годините пред и под Дрисла и никој не може да ги убеди тие граѓани дека тоа не е така. Во меѓувреме Дрисла нема интегрирана дозвола. Во меѓувреме не само тоа што нема интегрирана дозвола, тие поднеле барање за интегрирана дозвола во услови каде што немаат соодветни капацитети за управување со тој отпад. Дотолку што повеќе се пројдени закони за отпад каде што им се зголемува ингеренцијата за третирање на опасен отпад сега. Сега замислете без капацитети какви што се никакви во Дрисла, без никакви капацитети за рециклирање, без култура на рециклирање во оваа држава, значи не може само да имаме ние капацитети во Дрисла за складирање на ѓубрето, треба да има за рециклирање, а за да имате за рециклирање треба да имате една цела култура на рециклирање каде што луѓето почнувајќи од домот до крајниот, крајниот дел да стигне ѓубрето на Дрисла, вие треба да имате соодветна рециклажа. Беше ли обвинителството должно да побара експерти кога го истражуваш, односно кога влегле во Дрисла? Не само што експерти, никој не е вклучен во овој процес. Треба малку поотворено да зборуваме за овие работи. Кога има таква истрага, би сакало обвинителите редовно да излегуваат на телевизија, да известуваат што прават. Не да биде тоа за затворени врати, ние проверивме, извршивме, завршивме, заклучивме дека истрагата не е. Би сакале малку потранспарентно, смееме да видиме што работат во јавното обвинителство. А особено ќе тргнеме од тоа во судскиот систем во Република Македонија и нашето мислење за судскиот систем како што и докажано дека е комплетно неупотреблив, гледајќи како се постапува во однос на граѓанските предмети, кривичните, како луѓето кои што не може да си дозволат добра одбрана или богата одбрана едноставно завршуваат во затвор и оние кои што може да си дозволат, кои што се на некој начин привилегирани во ова општество, кои што се водители на сето ова корупција, на пропаѓањето на државниот систем, излегуваат од судскиот систем слободни,
Така што не можеме да кажеме дека имаме ние доверба и во јавното обвинителство дека во текот на овие 3 години успеале да се реформираат, успеале да бидат некорумпирани и успеале да бидат независни во истрагите. Затоа сметаме дека треба може и малку да ги промениме и тактиките. Не веруваме, отворено ќе кажем, не веруваме на истрагата која што ја спровела јавното обвинителство, што не е транспарентна. Ние не знаеме што правеле. Никои мерки се превземени, ниту бил поканет некој да учествува во таа, особено еве луѓе кои што се од околните села. Дали биле тамо, ќе ги прашаме отворено јавните обвинители, разговарале ли со тие луѓе, ги земале ли доказите кои што јасно е утврдено дека дрисла влие директно врз здравјето и животот и животната средина во околината на Дрисла. И од тука ќе завршиме, тоа што тоа се граѓани кои што имаат права во оваа држава, особено на правото на здрав живот. Тоа е основно право. Не може да разговараме веќе понатаму со флоскули за тоа дека утре ќе биде направено ова или она. Треба веднаш да се види на кого е дадена концесијата, еве сега кој што се обидуваат да ја одземат, нели повторно да се врати во јавно под град Скопје да се врати Дрисла, не знам до каде се пишува дека е на управен суд случајот, што тоа и да значи. Имајќи предвид дека управниот суд е еден од најлошите судови во Република Македонија. И понатаму, што да кажеме, никој не испитал претходните концесионери. Морам да поставам прашање и за уште една работа што крена полемика во јавноста во изминатава недела, тоа е изјавата на заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој рече дека нема потреба од паника бидејќи како што рече, цитирам, AliExpress сензорите не давале точни резултати. Што е овде AliExpress сензорите или борбата против аерозагадувањето? Искрено мислам дека да се сведе на таква реторика, вакво важно прашање, од каде што завршуваат 3500 животи на гробиштата во Република Македонија, искрено би побарала оставка веднаш да си даде. Ваков однос за вакво прашање со ваква реторика може да разговара со ВМРО. Не може да разговара со граѓаните на таков начин. Тоа е практика која што ја воведе ВМРО, да се спушти нивото на дискусијата на тоа ниво каде што ние веќе не препознаваме што значи одговорност. Политичка одговорност. Задоволни ли сте ви од раководството на ова министерство? За да докажам во однос на таа реторика, особено заради тоа што истиот овој човек е декади во политиката. Ние го плаќаме веќе неколку 2 декади е тој во политика на различни функции. Денеска е заменик министер за животна средина. Ги има поминато сите функции. Како не му е срам да зима плата толку години, декади од буџетот на Република Македонија и да има образ да излезе со таква изјава кон граѓаните на оваа држава? Треба да се покаже малку почит. Значи, ние ве бираме, ние ве плаќаме. Само ние да ве потсетам и на она изјава предходно на претходниот министер за животна средина, што беше навистина скандалозна кога рече јас не се занимавам со граѓаните. Да, јас не знам со што се занимава ако не со граѓаните, имајќи предвид дека седнал на функција на фотелја за кој што се новиот министер им се обраќа на новинарите на јавноста на англиски. На англиски уште поубаво, затоа што не треба да чекаме искрено оставки, немаме потреба да бараме ништо од овие луѓе, немаат искрено ниту експертиза, немаат познавања, немаат стручни тимови. Бидејќи времето не гази, морам уште неколку кратко да ти поставам неколку прашања. Еве во нашето соседство во Бугарија веќе министерот даде оставка и тоа поради увозот на опасен отпад од Италија. Дали сметате дека треба да влезат институциите да ги прочешлаат условно кажано сите фирми кои увезуваат отпад и да измерат колку е тој опасен за граѓаните? Да, во ред ќе влезат, меѓутоа имајте предвид дека инспекторатите нас не се опремени ниту со кадар, ниту со опрема. Она што го зборува за AliExpress мерителите, не е точно затоа што нема никакви мерни станици во Република Македонија кои што мерат канцерогени частички. Чи не може ние само да мериме амбиентален воздух. Има конкретни частички кои што треба да се мерат, дали се тоа тешки метали, дали се тоа канцерогени частички, кои што се во воздухот, PM10 или PM2,5. Едноставно немаме ние
системски немаме таква апаратура. Не е до AliExpress, треба да се набави таа опрема, некој треба да набави, да се обучат инспекторите да се оди редовно, не да се оди на 6 месеци или годишно, туку неделно, месечно да се забрзаат овие работи, да се оди редовно и да се вклучат и независни тимови, затоа што ние навистина не веруваме што прават инспекторите. Што друго е потребно за да се намали аерозагадувањето? Зборувам за овие првични итни мерки, што во предлагате? Во моментов нас ни треба сериозна истрага да видиме, како што рековте вие, да се влезе во сите оние фабрики кои што знаеме, ете кои што добиле лиценци да управуваат со отпад, меѓутоа и оние кои што се диви, ние не знаеме што во оваа држава влегува. Не може да тврдиме дека царината во Република Македонија не е корумпирана. Тоа е смешно. Не може никој да ни каже дека не се увезува отпад, сигурни сме 100%. Не можете тоа да ми го потврдите, имајќи предвид што се извештаите за царината во Република Македонија и како се таму може да се пројде. Корупцијата во Република Македонија навлезена во сите пори. Како што во особено во инспекторатите, многу повеќе од јасно, тоа се види во случајот со излевањето на киселина од фабрикава во Железара, во Газибаба, се види дека се менуваат извештаи преку ноќ, се менуваат инспектори преку ноќ, за викенд се прават извештаи, се бутка под тепих, се намалуваат казни од 100 на 50.000 евра. Што повеќе да ви кажам за инспекторатите. Не велам дека таму луѓето се апсолутно сите катастрофални. Не, меѓутоа дека немаат услови за работа, тоа можам да ви го потврдам и самите ќе ви кажам. Тие немаат никакви мерни апарати за да мерат. Што ако излезат на терен, ќе погледуваат документација и ќе си отидат? Што ако влезат финансиски да ги прегледаат, документите да ги видат, дека добиле печати од некоја институција, да, ќе потврдат дека добиле дозволи и што понатаму. Немаат алатки со кои што може да направат. Ниту пак стручност, ниту пак обученост. И така натаму. Значи, ние мораме прво да видиме како да извршиме добра анализа на состојбите, да се утврди фактичката состојба со помош искрено и на меѓународна истрага. Еве сега ги разгледуваме тие опции. За среќа имаме контакти, јас конкретно работам во меѓународна организација која што се бави со овие прашања, сме поддржани од навистина големи организации како што е Greenpeace. Ќе седнеме, ќе разговараме со нив, ќе видиме кои ни се можностите, што може да ни дадат. Ќе експертска помош? Ќе побараме експертска помош, ја немаме во оваа држава и од тука ако ја немаме, дајдете да видиме што можеме да донесеме, да видиме како тоа да се направи. Да бидејќи кај нас се уште не може да решиме кој е главниот загадувач. Дополнително ќе го стискаме јавното обвинителство да си ја врши работата и факт е дека не им веруваме едноставно додека не ги вклучат сите фактори во таа истрага и додека не утврдат дека навистина таму на пример еве за печката конкретно за Дрисла јавното обвинителство не може да го тврди она што го има констатирано, тоа што и јавно беше објавено и Петро Шилегов кажа дека таа печка е застарена, дека е ставено само филтерот не ја брка работата, потребно да се смени печката. И сега во такви услови обвинителството вика нема најдено. Сите признаваме дека не е во ред со Дрисла, дека нема никаков капацитет, обвинителството не се наоѓа за сходно, дека и нема таму проблем, а се гори медицински отпад. Тоа е факт. Инаку каде е медицинскиот отпад? Ајде нека ни го покажат каде се складира, како се складира. Потоа имате вие Велес, имате РЕК, каде што сме на ниво на нуклеарна катастрофа, каде што тие цели натрупани песочни остатоци стојат на отворено. Ветерот ги дува, влегуваат. Меѓу другото и нивниот транспорт ќе биде проблематичен. Нивниот транспорт не би сакала ни да замислам како ќе се третира, ниту пак ќе кажам имаме експертиза да се бави. Ние треба да викнеме луѓе кои што работеле на комората на Чернобил да дојдат овде и да ни кажат како ние да ги затвориме овие жаришта. Во Скопје колку жаришта имаме, а и низ Македонија. Тоа не е мала работа, мислам ние стварно сме пред екстремен ризик да популацијата во Република Македонија на вистина идните генерации страдат, а веќе страдат. Мислам во Битола деца до 6 години заболуваат од рак. Така. Тоа не е. Јасмина Голубовска ти благодарам што одвои време за овој утрински брифинг. За жал времето не гази, но повеќе во следната прилика, бидејќи борбата за чистиот воздух продолжува и понатаму, се додека еден ден не се разбудиме и не го видиме Скопје чисто и тоа на долг рок.